Одговорно можем да тврдам пред граѓаните на вашата телевизија дека Јован е само еден обичен играч кој што трча сега на теренот и кој што можно успешно се игра својата улога. И се затоа има голема материјална сатисфакција и тој е едноставно приклучен од едни странски разузнавачки соседни структури. Он е приклучен и се игра својата улога можно успешно. Многу поинтересно е тука сега што за овој спор стојат многу, така да кажем, покрупни играчи. И тоа покрупни играчи од световната власт, кои моментално се носители на највисоките политички функции во државата. И тие се дел од тоа сценарио, кој што туркат за растурање на државата. И ако ништо не се промени, ние граѓаните ќе може да слушнат, да видат, ќе им кажеме дека ако ништо не се промени во оваа држава, крајот нека да се гледа крајот на 2005 година, кога треба да заврши тоа мрачно сценарио за растурање на оваа држава. Сега да се навратам на спорот, тоа не е, како што кажав, исклучиво црковен спор, без разлика што ги слушаме и Лјупчо Гергиевски, Бранко Црвенковски како кажува дека тоа е црковен спор, треба само да се врашува црквата. Тоа не е црковен спор, него тоа е спор кој што длабоко задира во битието на оваа држава. И да не должам многу само накратко да кажам, ако сака актуелна власт да им ја каже вистината на граѓаните за овој црковен спор, еве го повикуваме Министерството за внатрешни работи, нека ги извади досијата за Јован и за Наум, тоа се Зоран и Звонко, нивните цивилни имиња. Наум е Владимир Струмички, нека ги изведе нивните досија и таму ќе се види кои стои за овој спор, кои структури стојат и овој спор е само елемент за растурање на државата, кој како што кажав треба да заврши некаде 2005 година. Сега кога државата пред година-две видовме донесе еден закон со кој што се манипулираше со тие досија, со досија со кои фактички се растураше безбедносниот систем во државата и со кои фактички целата оперативна мрежа на МВР падна во рацете на Тачи и на Джефери. И кога гледавме дека со тие досија пратеници од 25 години во парламентот МАВ таа изигрува херои, еве сега нека ги извади овие две досија и таму ќе се види целата вистина. И најодговорно да тврдиме тоа дека тука лежи целата вистина и спорот има многу подлабока суштина. Господине Бачев, вие сте добро информиран човек со оглед на тоа што сте работели во таква служба. Дали сте се уште на работа во Министерството за внатрешни работи? Вака сега, ние пред 3 дена одржавме пресконференција во која што ги кажавме овие работи јавно. И сега за жал наместо мене да ме повика јавниот обвинител да му ги презентираме сите тие документи за растурање на државата, мене вчера ми стигна отказно решение. Без разлика, мислам сега од мој личен аспект тоа отказно решение мене ми значи ништо. Тоа е еден обичен лист хартија кој што е така на брзина напишан без печат, без подпис, дури во услови кога министерот за внатрешни работи не беше во државата. Тоа е веќе укажува на една нервоза што е фаќа владеачката партија и да не кажам хистерична една состојба. Без разлика што законот за избор на пратеници е многу јасен. Им дозволува на сите граѓани на Република Македонија да се кандидираат, али тоа како што кажав мој личен аспект мене не ми е битно, тоа ако ја решам да го обжалам тоа решение и да поведам судска постапка, тоа ќе падне на секој суд. Али многу битно е сега да го реализираме тоа зашто се нафациме да направиме партијата. Партијата е мој личен мотив и што се вклучи во политиката да направам последен обид да направам нешто добро за својата држава. Бидејќи како што кажавте работа во таква служба каде што се знаеше, но за жал нашиот премиер не се ја веруваше својата служба, туку го веруваше Джефери, кој цело време го манипулираше и го лажеше и видовме до кај да дојде, на кој дереже дојдовме. Но сега тоа не е случајно, него ја можам слободно вечера да кажам дека двајцата наши најисторени играчи во владата се под директна контрола на две соседни разузнавачки служби. И оваа држава нема да ја растурат албанските терористички банди, него во оваа сценарио се вклучени луѓе од нашата власт, кои работат на овој случај и кои како што кажа веќе по трет пат кажувам, ако ништо не се преземе, крајот на оваа држава се гледа некаде 2005 година. Господине Бојковски, се враќаме на она што во моментот е актуелно, тоа се изборите, кампањата почна за 3 дена. Кои се адутите на Народното движење за Македонија? Конкуренцијата е силна, да се изразам во спортски термини, затоа што се јавија неколку нови политички субјекти кои што излегоа од други политички партии. Знаеме во последниве неколку години се формира неколку партии, па од тие неколку партии се формира уште неколку. Во врвот обично народот тоа така го калкулира се Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН. Народно движење за Македонија е нова партија, сигурно има некој скриен адут за предстојниве парламентарни избори, конкретно за нашиот регион, за изборната единица 4. Повака, суопарно е кога размислуваме дека на секои 4 години треба да се минуваат еднаш ВМРО ДПМН со неговите коалициони партнери, еднаш СДСМ со неговите коалициони партнери. Ние размислуваме малку поинаку. Оние политички партии, да ги наречам помали, кои што произлегува од одредени пратеници
кои што ги менуваат партиите како и чорапите што ги менуваат, граѓаните буквално ги прочитаа. Тие луѓе кои што представуваат нови политички партии или некои помали политички партии, се луѓе кои што ја имале својата шанса, биле во власта, имале министри, имале пратеници. Нивните пратеници зборувале само кога треба да ја променат партијата, зборувале само кога се жалат за тоа што дали имаат или немаат услови. Едноставно речено, значи не остануваат два конкуренти кои што ги рачунаме за реални конкуренти, тоа се коалицијата на ВМРО ДПМН и коалицијата на СДСМ, но убедени сме дека граѓаните веќе еднаш им кажат доста, бидејќи јас пак ќе повторам тие две политички определби, нивните врвови ги рачунам за политички близнаци, еднојајчани, кои што рачунаат дека на секои 4 години треба само да си ги променат местата и да чекаат нови 4 години да дојдат пак на власт. Во меѓувреме прават листи кој каде да биде директор и кој каде да биде началник. Пратениците кои што ќе бидат нивни репрезенти во парламентот воопшто не дискутираат или дискутираат по наредба на еден човек. Кај нас не постои лидер партија. Лидерските партии постојат само во овие два крупни политички субјекта. Нашите адути се нови луѓе, стручни луѓе, високо образован кадар. Имаме од сите бранши луѓе кои што се докажали во своите професии, луѓе на кои што не им е страв да ја кажат вистината, луѓе кои што со сета своја сила ќе стојат позади своите определби за зачувување на државата, луѓе кои што докажале дека нема да чутат. Ја мислам дека и граѓаните и гледачите на телевизија Неготино, кога од време на време гледаат пренос од советот, од состаноците од седниците на советот на локална самоуправа Кавадарци, доста добро знаат дека и јас како советник на партијата Народно движење за Македонија воопшто не сум настрана од случувањето. Имаме директни предлози, имаме директни барања, имаме директни програми кои што се усвојуваат на Советот. Значи, докажани сме дека нема да чутиме, нема да седиме 4 години во тие парламентарни клупи, дека само ќе стискаме копчење и позади секоја стискање ќе има 100 денара или плата на крајот на месецот. Нема да остапиме од нашите определби, бидејќи ако ние со сета своја сила не застанеме позади нашите верувања, како ќе ни веруваат граѓаните и луѓето кои што треба да гласаат за нас и како ќе веруваат во оние определби кои што ние им ги кажуваме вечерва и наредните денови додека трае кампањата. Значи, нашите луѓе се луѓе кои што се нови и луѓе кои што верувам дека знаат и сигурен сум и тврдам на граѓаните знаат што значи да се во вакви услови ангажират за нова партија и да се борат за опстанокот на својата држава. Господине Бачев, господинот Војковски спомна дека Народно движење за Македонија не е партија во која лидерот е се. Спомна дека во партијата сите размислуваат на свој начин и контактираат. Во контекст на тоа сакам да ве прашам како се поставени органите на Народно движење за Македонија? Вака, точна е констатацијата на нашиот координатор за овој регион, дека ние кога тргнавме да ја правиме партијата, не одевме да етаблираме една класична лидерска партија. Тоа може да се види во делот на поставеноста на органите на партијата, каде што тие највисоки партиски функции ги, така да кажем, се дистрибуирани во повеќе личности. Така, во оваа прилика само да спомнам дека на основачкото собрание од Конкретно, јас се извинувам што ја прекинувам, вие не сте председател на партијата, вие сте председател на Централното собрание на Народно движење за Македонија. Па тоа сакав во тој контекст да кажам дека нашите функции се дистрибуирани во повеќе личности, највисоките партиски функции. Така сега што ние имаме посебен председател, посебна личност кој што е председател на партијата, посебна личност кој е председател на извршен одбор и посебна личност на Централно собрание. На основачкото собрание, кој што го спомнав на 18 мај,
За председател на партијата беше избран Тони Гичевски, приватен бизнесмен од Скопје, собственик на фирмата Yellow Pages. За председател на извршниот одбор беше избран Александар Диневски и за председател на Централно собрание бев избран јас. Сега поентата ни беше да воведеме еден нов квалитет во тоа партиско живење во Република Македонија и во нашиот статут има вградено одредби кои што овозможуваат балансирање меѓу сите тие партиски функции, за да не се избегне од таа партиска контрола и да градиме строга партиска диктатура во кој што секој биде во раце на една личност. Сега сакам само неколку моменти да кажам за структурата на луѓето што ја чинат партијата. Нешто спомна и координаторот наш за овој изборен регион, за овој регион. Само да кажам дека партијата чинат луѓе, едно 20 луѓе кои што успеале во своите бранши. Се за македонски прилики се добро ситуирани и единствен интерес да се вклучат во формирањето на оваа партија е врз база на сето тоа што го кажувам вечерва, врз сите тие сознанија што ги имаме за тоа мрачно сценарио кој што е надвиснато на оваа држава и да направиме еден последен обид да не гризе совеста во период што седи пред нас дека не сме направиле обид да направиме нешто добро за својата држава. Или да бидам уште поконкретен, ние и така ќе настапуваме пред во период што седи пред нас да кажем од твој личен аспект, ако се беше добро во оваа држава, јас кажав на почетокот, ја бев началник на високо раководно место во дирекцијата за безбедност и контразнавање, за македонски прилики многу добра плата, со големи привилегии, со големи бенефиции и можев мирно да си седам и да ги гледам состојбите кои што се случуваат во оваа држава. Али бидејќи работев во една таква служба каде што секој ден буквално имавме сознанија, конкретни квалитетни сознанија како да се спречат сите овие состојби, но за жал сите тие извештаи што ги праќавме до премиерот, до председателот на државата, до председателот на собрание, бидејќи законски сме обврзани како служба, нашиот премиер не им веруваше на сите тие работи и видовме до која ситуација се најдовме. Значи единствен мотив од кој што тргнавме да правиме партијата во последен обид да направиме нешто, да го спречиме тоа мрачно сценарио кој што е надвиснато на државата. И како што кажав, ние тоа на граѓаните на Република Македонија ќе им го кажеме јавно, али со аргументи, со факти и со документи. Што ќе понудите? Во тој дел. Во тој дел, сега во делот на она што представува иднина за нашата земја, доколку ваши луѓе се вклучат во новиот парламентарен состав. Вака сега ние во тој безбедност ние сме свесни сега за разлика од сите тие да кажеме демократски држави. Гледаме сите тие политички кампањи се водат на економски теми. Таму луѓето се надпреваруваат за пониски даноци, за пониски цени, за подобар стандард, али за голема жал на сите нас, ние на овие избори гледаме дека веќе се форсира таа безбедносна дилема. Ние гледаме дека за голема наша несреќа овие двете условно кажам двете политички партии пак веќе ја почна својата предизборна кампања во тој стил, во стилот на предавници и на херои. Тоа е голема жал за оваа држава и вие денеска жално е да гледате како предавници на оваа држава парадираат по Македонија и изигруваат херои. Тоа е една голема жал и ние тоа ќе им го кажеме на граѓаните на Република Македонија дека тоа се чисти манипулации, се невистини и ќе ме кажеме таа проста вистина. Еве ја лично, како што кажав за себе, ќе бидам многу задоволен без разлика на политичкиот успех на нашата партија. Ќе бидам многу задоволен ако успееме во овој период на граѓаните на Република Македонија да ме кажеме за таа проста вистина, за настаните што се случија и во исто време да понудиме конкретни решенија. Бидејќи јас ве уверувам дека доколку не се понуди нешто ново, настаните што не се случија ќе не се случат на истиот начин пак повторно. Еве веќе има некои индиции, слушаме за некои нови војски на таа условно кажано албанска страна, но за жал тоа сценарио го туркаат паралелно и луѓе кои се на високи политички функции од тој условно кажано македонски блок. Господине Бојковски, се наближуваат парламентарните избори, тоа е факт. Вие како поединец, но и